Здраво. Добро. На голема благодарност до Engage што не поканија денеска тука да збориме. Пала до болите, молам еше една плосмалце треба ја може. Хвала на сите. Значи вака, од кај да почнеме. Пред година дена на денот на Engage се убив од работа за да го промовираме, блогираме МК. Требаше да искаш и првата алфа верзија и не стигнавме тогаш да го направиме тоа. Денеска последна година пак се убив од работа и пак не стигнав да направам нешто ново. Сега кој беше за следно валјда. Да. Овака изгледаше блогираме МК пред година дена. Тоа што требаше да се презентира тогаш, да. Ете, многу интересно и денеска изгледа вака. Сега како стигнало тука и целата приказна и зашо ние сме тука уствари, мислам да си го промовираме онака на конференција за социјални медиуми, ќе објасни Јован Димитров. Здраво. Значи Петар некако бевме поделени да зборува за минатото, ја за сегашноста, ќе зборувам малку потоа и за иднината. Значи аплаузот што ви го побара беше за сите вас, сите нас, сите што се бавиме со блог, секој некој што напишал токму така. Што напишал парче код, што сликал слика, што се бави со музика, што се бави со видео, што пишува песни, поезија, проза и така натаму. Блогираме денеска изгледа вака, блогираме секси. Има дел кој што ги прикажува, значи најновите блогови, има дел кој што ги прикажува најчитаните блогови. Најчитаните зависат од вас, од вие што читате и како читате и колку еха ставате. Она што е адресата каде што ја блогираме, каде што може да го најдете е нели http blogirame.mk. Thank you. Што е работата значи за нас? Не сме први, не сме единствени, но сепак сме уникатни. Зашто сметаме дека сме уникатни? Затоа што принципот кој што го одбравме за blogirame.mk да служи на заедницата беше доброволно. Што значи тоа? Дека блогерите сами одлучуваат дали ќе бидат дел од таа заедница, блогерите, читателите сами одлучуваат што ќе биде најчитано и што ќе биде најдобро. И буквално нема никаква уредувачка политика, она што го ветивме се уште стои, никој никогаш нема да чепне во кодот на блогираме МК, да го стави некој блок погоре или подолу или да сервира читете ово или читете она. Значи некој вид на неуредувачка политика, самиот читател си го уредува тоа што сака да го чита. Од заедницата, за заедницата поздрав даке. Денеска блогираме број 650 блогери кои што пишуваат на најразлични платформи. Таа е blog.mk, значи на WordPress, на Blogspot. Постерус бане, колку што прочитав, ќе ти го гасат, така да ќе треба каде да мигрираш. Tumblr, Flickr, Vimeo, YouTube, има уште некои други, Storify и така натаму. Оние моите омилени нели на SoundCloud што творат музичарите кои што малку помалку се преуваат и ги охрабрувам нели доколку гледаат што повеќе да дојдат да се приклучат на blogirame.mk. Што направивме оваа година? Се на се имаме направено некаде, тоест направено. Вие го имате направено 35.000 постови напишано, што би му дошло некаде околу 100 постови на ден. Кликнати 6500 еха. Сега што е тоа ехо? Ехо е една опција измишлјотина, еве го крена рака на Димитар Стариот, која што меѓу другото го крева одредениот пост да оди што погоре во читаност, као некој вид на лайк, и понатаму ја развивме таа функционалност да биде некој вид на букмарк, односно кога ќе кликнете, сите оние постови кои што се кликнати да можете да си ги излистате во една листа. Овој дечко ни е направи Android апликацијата, Иван Мидо Димовски. Thank you. Да, ви благодарам што го правите со аплод. Исто така имаме нели виджет кој што виджет веќе се наоѓа на неколку попознати македонски сајтови. Благодарност до сите нив, до постојаната поддршка од Onnet, од Time.mk, од Нова TV.mk и така натаму нели сите наведени. Истиот виджет се наоѓа и на неколку блогови. Тука дозволете да ги поздравам, значи уште една заедницата, да поздравам Искра Искрич, нашата директорка,
Поздравам Игор Пипо Саздовски. Благодарност за сите што некогаш чепнале, помогнале во Блогираме МК и одиме понатаму, а што понатаму уште еднаш ќе го повикам македонскиот Енди Ворхол на програмирањето да ви каже како ќе изгледа во идни на Блогираме. Фала. Може од тука да отворам, да. Што требаше сега да зборам? Како да си го видам наредниот слайд? Запрекавам. Значи, мојата последна презентација што ја држав за време на Twitter наградите изгледаше вака и многу од вас можеби се сеќавате, каде што реков дека ова не е тоа Блогираме што ќе ги донесе блоговите до крајните читатели. На крајните читатели не ги интересираат програмерски работи, не знам, глупи интерфејси и такви ствари. И нормално им треба нешто ново. И сега што е тоа ново? Како што кажав и тогаш, ќе се повторам пак, нов дизајн, поедноставен и полесен за користење и респонзивен. Како изгледа тоа, може сите проверите на вашите мобилни телефони, компјутери, лаптопи. Веќе е поставена новата верзија на Блогираме која што е целосно респонзивна, одговара на сите можни уреди, може да го користите од било каде. Мислам дека тоа е се или може да пуштите? Тоа е тоа. Фала многу на сите и продолжете да ме поддржувате, ќе има уште многу нови работи.